Штетење на струја и други енергенси во училиштата и Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе има, но студ за учениците и студентите ќе нема, велат од општините во регионот. И настојуваме со препорака да се штеди максимално, да може, заедничките простори да се вклучуваат само по потреба, да во дел од училиштата имаме веќе вградено соодветна енергетска, негде имаме и фасада, а во дел имаме само енергетска столарија, која ќе врши секако заштита на енергијата. Околу наставата имаме неколку, особено едно подрачно училиште во кое се уште сме во дилема дали да продолжи наставата или да се префрлат во централното социјално и на тој начин таму да имаме намалена потрошувачка на електрична енергија. На воредната енергетска состојба е подложен и Универзитетот Гоце Делчев, каде и досега трошоците за грејење беа големи. Ние повеќе години користиме како главни енергенци за грејење нафта за домаќинствата, нафта. Согласно препораките на владата, во моментот изготвуваме програма за постапување, односно мерки за штедење на енергија, и на електрична енергија, и на топлотна енергија, и верувам дека во многу краток период ќе биде завршена програмата и врз основа на таа програма и ќе постапуваме во наредниот период. За тоа дали и како училиштата ќе се справуваат со енергетската криза, од Министерството за образование велат. Дел од препораките кои ги донесе владата за штедење се однесуваат и на општините. И Министерството за образование и наука упатува апел за нивно доследно почитување во посочениот период. Секако, училиштата треба да покажат иницијатива и креативност во справување со престојниот енергетски предизвик. Успеавме во овој краток период да направиме проект кој веќе ќе започне со реализација, а тоа е промена на системот за парно грејење. На тој начин ќе заштедиме во поглед на потрошувачката и на електрична енергија и на нафта, а во соработка со локалната самоуправа, односно со градоначалникот и со општина Штип, во тек се преговарања и размислувања во насока на инсталација на фотоволтаични системи, секако дека сетот мерки кои се предложени во поглед на штедење на потрошувачка кога нема потреба, осветлување, користење на компјутерска информатичка опрема, ние како училиште се надеваме дека ќе успееме тоа да го реализираме со почетокот на учебната година. Сите овие мерки треба да ја олеснат состојбата, но одмон порачуваат. Во услови на енергетска криза, доколку некои од општините побараат онлайн настава, ставот на Министерството за образование и наука е дека во вонредни околности училиштата последни треба да се затворат, а доколку се случи такво нешто, први да бидат повторно отворени. Сепак според експертите овие штедења нема кој знае колку да допринесат. Според нив потребни се енергетски реформи кои ќе донесат големи и долгорочни подобрувања и заштеди.